Уште минутка или две, па ќе преостануваат уж само 20 на минути до 22 часот. Еве време за нашата рубрика на одбрани теми од Вселената. Гости во студиото Мартин Стојановски и Зора Милчевски, обајцата од Скопското астрономско друштво. Едно добро и дојде за нив и еден поздрав, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Обично тргнуваме во сите овие наши термини што ги посветуваме на настаните од Вселената со актуелни мигови, со актуелни настани. И секогаш Бога ми ги има, дали се тоа некогаш прелети на метеорски јата, на комети, на метеорски дождови или е лансирање на некои вселенски сонди. Имавме нешто израелците, ме се чини. Иранците лансира сега. Да, Овој пат нашата идеја е да подсетиме на еден голем настан кој и денеска предизвикува контроверзни соопштенија, контроверзни размислувања. Станува збор за мисијата на Аполо од 17.12.1972 година. Оваа мисија беше со човечки екипаж и незината цел, задача беше слетување на површината на месечината. Денеска се контроверзни разговорите дали е тоа успешно обавено или тоа не е успешно обавено. Меѓутоа, еве, токму датата, значи за 3 дена, ќе биде 17 декември, пред некои, колку доаѓа, 17 на години. Па не, од 72 година беше тоа. А тоа е повеќе. Да, колку, 36 години. 36 години. Се враќаме назад, повеќе. Мартин или? Па Мартин, пошто Мартин и преда со четвртак се. Значи вака, јас ќе кажам дека стојам на таа теорија дека човекот стапнал на месечината, односно дека преку тие дилеми и некои точки што ќе ги објасниме денес, ќе објасниме зошто научно е докажано дека и со сите тие податоци што ги имаме добиено дека човекот навистина стапнал на месечината, за разлика од тоа како луѓето си мислат, односно дека има тие контроверзии, дека луѓето не стапнале на месечината, сето тоа е измама, дека е снимано негде во студио, дали во Холивуд или во некоја пустина во Невада во Америка и така натаму. Значи ќе ги објасниме сите тие контроверзии и ќе особиме на некој начин зошто тоа е така или зошто пак не е, ако да одиме веднаш, нема одлагање. Јас еве да почнеме со едно прашање, ако тоа ви помага. Штом постојат некои сили кои што ја оспоруваат вистината, доколку е вистина, како што Мартин ти тврдиш, тогаш станува ли збор за војување, станува ли збор за војна, за престижи, за... Значи вака, трката што била за одење на месечината била во голем дел и од таа борба што се одвивала помеѓу Соединетите американски држави и тогашниот Советски сојуз, односно таа студена војна. И двете нации се бореле за тоа кој прв ќе освои Вселената, за тоа што едноставно ќе покажеле надмоќ една на друга. Со развитокот, особено на војните, на ракетните мотори кои што се развивале, со тоа ќе се знаело дека таа сила е многу доминантна и можете да лансира, не мора за вселенски мисии, али со помош на тие ракети се знаело дека можат да бидат искористени во војни цели, за да можат да се лансираат некои нуклеарни ракети и така натаму. Сега таа трка која што била помеѓу Америка и Русија се одвивала на многу полиња во Вселената. Значи, кој прв ќе отиде како човек, знаеме дека русите со Јури Гагарин се првите кои што успеале да пратат човек во Вселената и да отидат и први на месечината, барем со роботски мисии, односно со сонди на Марс и така натаму на Венера. Но за разлика од тоа не успеа да го пратат првиот човек на месечината што стапна. Сега, зошто, како и кај нив се развивала таа програма за праќање на човек на месечината, но поради една голема катастрофа што се случила, односно експлодирање на една од ракетите, Зоки знае подобро, малце таа мисија се има одложена. Не, добро. Видете вака,
Добро, таа неделината катастрофа од 24 октомври 1960 година и прената смрт на Сергеј Королев. Мислам, тука се едни од главните причини. И судирот помеѓу Сергеј Королев и Валери Глучко околу тоа со каков начин на мотор ќе се, со кој мотор ќе се лета во Вселената. Но она што сакав да го кажам, мислам, малце ќе се одвоиме од астрономијата, ќе од оваа трка, затоа што оваа трка всушност представува еден политички начин, една политичка трка, и ќе објасниме некои други политички ситуации кои што немаат врска со астронавтиката, меѓутоа на некој индиректен начин сепак се врзани. Да. Пример да речеме како започна Втората светска војна. Втората светска војна веќе во јануар месец 1939 година сите знаеа дека Германија ќе започне војна. И сега нормално на самиот Хитлер него му требаше повод за да започне една војна. И он што направи? Зема пресовлече своји војници во полски војници, нападна еден пограничен гарнизон, си уништи своји војници и таа снимка што беше снимена од тој настан ги даде во Друштвото на народите во тоа време, пошто нели Обединените нации не постоја, и нормално утреден или после 2-3 дена ја нападна Полска. Мислам, вакви политички ситуации во тоа време, поготово да речеме во Советскиот сојуз. Во Советскиот сојуз за време на владењето на Сталин, значи тоа се 25 години, во затворите имаат поминато повише од 16 милиона луѓе, значи повеќе, тоа се претежно све политички затвореници кои што поминале повеќе од 6 месеци во затворите. Значи, ако земеме само за пример, тогашна Титова Југославија од 53 година броела 14,5 милиони луѓе. Значи, може да замислите колку политиката била доминантна да се докажат некои идеи. Мислам, не е тоа само во Америка или во Советскиот сојуз. Еби овдека, да речеме во тогашна Југославија и во Македонија. Пример, не знам кога е, пример Ченто да го земеме. Како е Ченто заробен? Заробен е дома, а утредената во весниците напишано дека он е заробен на на југословенско-грчката граница во пределот кај Битола, зашто сакал да побегне нели за Грција. Мислам, или еве измислен е Голи оток, нели од Едвард Кардель, од Августинчич, од Тито, од компанија, значи кај што поминале 50.000 луѓе кои што не се слагале со идеите на бивша Југославија. Значи, најкласичен пример што се однесува до светот е, мислам, крајот на Втората светска војна. Американците на 6 и на 9 август 45 година ги фрлиат двете бомби. Сега, ако земете да прашате, мислам, зашто ни ги фрли? И мислам, било кој воен аналитичар ќе ви каже што имаше потреба да се фрлат тие две бомби, која се знаеше дека Јапонија за 2 или 3 месеца најкасно ќе капитулира. Пораката беше, таа политичка порака беше упатена према Советскиот сојуз. Зошто? Зашто Советскиот сојуз, откако влезе во Берлин, 45 година, он се осоколи и а Европа не можеше да му се спротивстави реално гледано. Едина сила која што можеше да му се спротивстави беше Америка. И сега, за да застане у своите намери на освојување на Европа со комунизмот, американците ја фрли тие две атомски бомби за да му кажат на Советскиот сојуз затоа што ние имаме средства со кои што можеме вас да ве сопреме. Иако, да речеме, нели, после 3 години Советскиот сојуз ја произведува првата атомска бомба и првата да ги со она што сакам да го кажам, самиот овој настан со месечината е чиста политичка работа. Мислам, ништо ново не се доби од месечината. Има знаме, нема знаме на месечината. Па не знам, знаме има, но се вее знамето таму. Значи вака, една од тие главните теории кои што се објаснува за тоа, односно тие што го споруваат, како да ги наречеме, конспиративци или не знам, што ја оспоруваат таа теорија е тоа со веењето на знамето. Сега, се објаснува дека го поставиле астронавтите знамето таму на месечината и поради тоа што нема атмосфера, значи нема ни ветрови, нема ни ништо на месечината, а знамето сепак се вее. Но убаво се гледа на тие снимките што ги направиле астронавтите, односно што се снимат, дека знамето се мрда додека астронаутот го поставува, односно го забива доле во почвата. А инаку после тоа, откако астронаутот ќе се тргне од знамето, тоа слободно си стои во таа позиција како што е оставено. Значи, многу убаво се гледа дека воопшто нема некој движење, некој ветер кој што не постои на месечината и едноставно само е
кажано колку да се направи уште некоја од тие многу што ги има. Во оваа битка на докажувања и оспорувања, значено место зема како аргументи Ван Аленовите појаси. Па, добро, ова Мартин што го рече со знамето, мислам дека држи, зашто навистина точно е тоа. Знамето се мрда само додека космонаутите го поставуваат, после тоа престанува да се мрда. А што се однесува до Ван Аленовите појаси, се мисли тука на третиот појас на радиација, кој што е некаде на околу 70 до 90.000 километри од земјата. И таму интензитетот на зрачење е толку големо да, пример, еве Чернобил, хаваријата после Чернобил е буквално играчка. Сега таму космонаутите поминуваат некаде 3 до 4 часа го поминуваат тој Ван Аленов појас. Сега во тоа време се појави еден критичар од Америка кој што велеше дека американците тогашните оддела, значи со тогашните оддела немале доволна заштита за да можат да поминат низ тој појас на радиација. Значи, он сака да каже, сите тие кои што поминаа, може ли да поминат, може ли да се вратат, меѓутоа за еден краток период тие би починале. Значи, нешто слично како што се случуваше на околу Чернобил. Значи, само да кажам еден пример. Првите оние пожарникари кои што дојдоа поред Чернобил, зрачењето од самиот реактор беше некаде од 3.500 рентгена па до 35.000 рентгена. Например, 500 рентгена човек да зрачен за 5 сата, него медицината не може да му помогне, тој умир. А ваму, у Ван Аленовите појаси, тоа ниво се мери во милиони рентгени. Добро, нормално сега тие дека се заштитени и дека има тие оддела и свето, меѓутоа тие оддела не се доволни, според тој еден критичар кој што после тоа од неразбирливи причини него го снема воопшто во јавност. Значи кога тоа го даде. Сега не знам, можда Мартин има нешто поише да... Што да кажам јас, значи добро, да, тоа зрачење го има, поради тоа што тие Ван Аленовите појаси ја сопираат целото космичко зрачење, зрачењето што доаѓа од Сонцето и едноставно се кружи околу атмосферата и да, таму кај што се половите навлегува дел од тоа зрачење и ја добиваме. Поентата е во тоа што противниците сакаат да кажат дека тие астрономи што биле на месечината бидејќи минале. Еве само сега би требало да бидат на другиот свет. Да. Еве само да додадам, 12 луѓе се качија на месечината. 12 луѓе, еден од најмалерозните космонаути беше Џејмс Лавел, кој што леташе во мисијата Аполо 8 и Аполо 13, значи 2 пати леташе према месечината, ама не се качи. Значи 4 пати го поминуваше овој појасот на третиот појас на радиација. Само да кажам дека Џејмс Лавел е роден 28 или 29 година. Значи има близу 79 или 78 или 80 години. Пример, да, еве Нил Армстронг е 31 година. Олден е исто тука негдека. Од тие 12 космонаути сега пред година или две, мислам дека почина Ален Шепард, оној што играше голф на месечина. Од тие 12 космонаути што се горе, 7 се уште 6 или 7 се уште живи. Мислам, ако го рачунаме и Ален Шепард, кој што сега брго почина, 7 се живи. Ке продолжиме ни оваа дебата, оваа расправа, во меѓувреме да се вратиме малку на музиката. Гости вечерва во нашата студија Мартин Стојановски и Зоран Милчевски од Скопското астрономско друштво, а тема за која вечерва говориме е анализа на фактите за и против најголемиот вселенски настан, лед и спуштање на површината на месечината. Нешто веќе на самиот почеток рековме, одиме натаму со аргументацијата што ја подготвија овие двајца млади луѓе од Скопското астрономско друштво. Што е со фотографиите? Се спори и за нив. Оние кои што држат до тезата дека не е вистините настанот, дека американците во мисијата Аполо успеа да се спуштат на
површината на месечината велат дека на фотографиите се гледаат различни агли на сенките. И тоа велат тие дека е доказ дека се е практично монтирано, дека се е снимено со рефлектори. Е така, не е така. Штета што немам овде фотографии, односно дека сме на радио, па не може тоа убаво да се види. Инаку навистина, да, има такви фотографии на кои што сенките доаѓаат од различни агли. Сега, зошто е тоа така? Рефлектори, доколку би се користеле во тој случај, сигурно нема да би бил еден рефлектор и таму да се гледа само една сенка, туку ќе се гледаат многу повеќе сенки на тие кратери или на површината на тлото на релјефот на месечината. Но зошто се случува така? И на земјата кога ќе сликате, особено каде што релјефот е нерамен и има некои извишенија, подигнатени негде малце поспуштено тлото, доколку сликате од еден агол, сенката од сонцето на различни делови, односно на различни карпи, или да кажеме, во случајов да е некоја карпа повисока, ќе падне под малце закривен агол во однос на некоја карпа што да речеме е пониско од таа. Значи буквално тоа може така да се објасни. Има и многу фотографии каде што буквално се сликани од земјата, каде што ќе видите, на пример, многу класичен пример е тоа со ограда која што има колчиња наредени. И доколку ги сликате од агол, првото колче ќе има некој многу по закосен агол на сенката, за разлика од последното, како од страната кај што ги гледате, ако ги гледате малку странично. Многу лесно може тоа да се објасни, иако има и други теории кај што со фотографирањето кај што се појавуваат тие како крстови, исто така и тоа може да се објасни со тоа што премногу експонирана фотографијата, односно сите тие што малку се разбираат од фотографија ќе видат, особено тоа се познава кај белите делови на самата фотографија и поради тоа не се забележуваат тие делот, тие крвчини. Опонентите повторно стапуваат на сцена, не застануваат само на сенките на фотографиите, туку кога се фотографиите и фотоапаратите, кога се во прашање, одат натаму, ја продлабочуваат анализата, тврдејќи дека со оглед на тоа што е познато дека дневните температури на месечината достигнуваат на сонце до некаде плюс 120 степени Целзиусови, тие тврдат дека на вакви температури филмот кој што е користен за да се направат овие фотографии едноставно би се стопил. Па, видите, тие дела што американците беа на месечината, ги прават две фабрики во светот. Поточно во Америка ги прави една, тоа е фабриката ЕМУ, а во бившиот Советски сојуз, значи оддела кои што се наменети за позади третиот појас на радиација. Мислам да ги разјасниме некои работи. Значи ги прави фабриката ЕМУ во Соединетите американски држави и СОВ во Советскиот сојуз. Сега негов наследник на Русија. Едно такво дело тежи, американското тежи 120 килограми, а советското тежи 2 кила е полесно. Во самото дело е буквално една приказ на самото за себе. Значи тоа дело, во делото има оној систем за космонаутот за ладење. Значи систем кој што треба да го држи оној притисок што ги има овдека на земјата, нели, од една атмосфера. Има систем со кој што може космонаутот да се, нели, оној систем за дишење, систем за исхрана. Значи се работи за едно доста комплексно оддело, значи направено претежно од алуминиумски кевлар, од влакна некој кој што се со некоја посебна изработка специјално наменета за оваа работа. И овде кај што се однесува до самиот филм, да речеме црно-белиот филм се топи на температура од 35 степени, а додека тогашните, зборам за оној формат лајка, пошто самите космонаути го имале оној формат лајка, нели, 36 пута 24, а додека колор филмовите се нели се на нешто повисока температура може да издржат. Меѓутоа сметам дека ова, не гледам тука некоја
спорна ситуација. Мислам дека во нивните оддела би можеле тоа да би можеле да го издржат, мислам таа температура би можеле да. И не гледам тука ништо така спорно околу тоа. Значи ли тоа дека фотоапаратите биле внатре во оддела? Да, од самите фотоапарати, видите, постои тука една друга работа што мене ми е доста спорна. Видите, самите фотоапарати им беа наградите на нив. А сега не знам дали со палецот или со овој четвртиот прс дека се окидаше и мислам го стискал на копчето и они да снимат. Спорно, мене во сите овие фотографии ми е една друга работа. Најпрвен американците рекоа дека има снимено, значи сите овие 12 космонавти кои се качи на месечината дека снимиле некаде околу 1000 фотографии. После некој известен период беа 3000, па 5000 и денеска испадна таа цифра од 10.000 фотографии. Значи они на некој начин самите себе си ги дадат. Што е спорно во таа фотографија? Мислам, као поранешен, да кажам, фотоаматер, кој што имам доста работено со тие филмови, исто и Мартин, мислам дека тоа може да го потврди, е многу лесно да се снима од рака. Значи, кога преку визирот вие го гледате недадениот субјект. Многу потешко е да се снима онај папарацо стил. Значи, кога апаратот ви е изнад глава, значи се наоѓате во некоја ситуација. Височина на окото. Да, и кога окото не ви е на апаратот, па сега мора сликаниот субјект да го ставите онаму за да ви дојде во самиот центар на кадрот, нели? Сега, кај американците, кај фотографиите, има сите фотографии имаат една безпрекорна симетрија. Дадени се дури и 2 или 3 субјекта во самата фотографија. Значи, даден е космонаутот во преден план, позади него од десна страна, значи гледано према фотографијата, се наоѓа месечевиот модул, од лева страна се наоѓа знамето, нели, на кој што се вее, кој што вела. Сега, сите тие 3 субјекти на самата фотографија имаат една таква страшна симетрија да буквално испаѓа дека некој ги снимал од преку око. Значи некој го истракнал и сега од таа причина мислам они затоа цифрата почнаа да додаваат, најпрво биле 1000, па 5000, па 10.000. Значи они се правдаат на кој што додуша може и да држи таа работа, дека ево од тие 10.000 фотографии они избрале 100-200 фотографии кои што се безпрекорно исликани и тие ги дале во јавност. Иначе оние фотографии кои што се промашени од Apollo, сите тие 6 експедиции што се качија горе, немам ни една видена таква. Не знам, Мартин може вишло. Меѓутоа сите овие што се дадени, што може да се снимнат од интернет или што ги има по самите списања и по све, имаат една безпрекорна симетрија. Значи као да некој се друг сликано. Видете, многу тешко е, поготово некој што се занимава со фотографија, а поготово на тие апарати, затоа што тие апарати во себе немаа зум, него беа обично со едни фиксни објективи. И многу тешко е со нив со гради да се намести и да направи една таква, да кажеме, совршена фотографија. Мислам, не знам, можда Мартин ќе ме демантира. Ти убаво го кажа тоа, значи направиле наводно се точната бројка на фотографиите не се знае. 10.000. Не, па затоа ни најпрем рекоа 1000. Пред јакога почна да се некаде пред 15 години цифрата беше 1000. Па после како што идеше цифрата се зголемуваше и денеска и велат дека има 10.000 фотографии. Сите кои ќе сликаат секој во апаратите, се разбира, они не трошеле и на филмови и на... и тоа сакам да го кажем. Добро, они имале оние ролни со филми. Мислам и овде по Скопје се продаваат. Тие ролни обично во една ролна можеше да се сместат од 8 до 10 филми. Мислам, ја тие ролни ги имам купувано од Солун. А 10 филма се најбе? 10 филма се 360 пози. Меѓутоа 10 филма се максимално. Обично 8 се препорачува во тие. Апарати, кои апарати има несретна, мислам дека има Nikon тројка они на себе. Не сум сигурен. Хазаблат е 6.6. Хазаблат немале Хазаблат. Просто Хазаблат е... Не, мислам дека бе Хазаблат. Да, ги имам гледам Хазаблат. Добро, не, јас знам, имам сретнато дека Leica формат има. Leica формат е 24x36. Хазаблат е шведска фирма која што знам дека изработува фотоапарати 6.6. Оние на мотање што се. Иначе овие беа со оној Виндер, знам
мислам дека ником беа, са не знам, можда Со штракање. Не, они не можеа да го штракнат. Тие самите се прематуваат филмот, самите го прематуваат. Иначе Хазелблат е, еве сега буквално да не речем колку е пола овој телевизор дека е еден Хазелблат. Самиот објектив му е колку. Добро, не е важно. Мислам дека они за да ислика 10.000 фотографии, значи секој би требал, сега ако ги поделиме на 6 на 12 луѓе, значи секој отприлика би требал по колку. Мислам дека тоа се многу тие толку 10.000. По многу, по колку. Па добро, сега математика е тоа. Да. Добро. Зошто има впечаток дека држите страна? Држите страна не на опонентите, туку држите страна и ги оправдувате и наоѓате некако решенија на сите поставени прашања од оние кои што не веруваат дека американците навистина стапнаа на површината на месечината. Па видите, што се однесува до мене. Мене што највише мислам, кога мене би ме прашале, пак јас сметам дека американците на некој начин се качиле месечината. Меѓутоа, не од сите од овие факти што сега ги избориме. Мене, едино што ме убедува тоа е Советскиот сојуз. А зашто? Советскиот сојуз, после 17 декември 72 година, значи кога заврши мисијата Аполо, они во своите написи, Советската вселенска агенција, нели издаваше некои интерни списанија, па повесниците, они на ниедно место не напишаа дека американците снимиле филм. Значи на ниедно место не напишаа. Они едноставно си ја свиткаа опашката, го признаа поразот и сите нивни пишувања што беа усмерени према тоа зашто они тоа не се качиле први на месечината. Тоа за мене е настанот е вистините. Да. Само иначе да не е тој настан. Мислам јас воопшто не, поготово на американците кои што знаат да монтираат такви работи, воопшто не им верувам. И јас значи не само тоа, секако многу голема потврда е својот противник што го имаш поради тоа што американците и русите тогаш биле противници, да ви ја потврди победата. А најголем дел од луѓето што ги оспаруваат овие слетувања се токму доаѓаат од Америка. Што е малце чудно да не си веруваш во успехот на за рекламирање. Да, добро, тоа е многу голем дел од овие теории сега се маркетинг, пошто многу луѓе си имаат збогатено токму од кажување на овие теории, од барање на астронаути или некои луѓе што работеле во НАСА и во вселенската програма америчка, со цел за да направат емисии каде што токму ќе се оспори тоа. Најразновидни филмови и клипови се монтирани, направени за да се оспори таа теорија. Но и самите руси, а и многу голем дел од другите вселенски агенции, тогашни светски сили, ајде може не веле сили како Америка и Русија, ама го имаат потврдено тоа. Преку бројни докази, преку сите тие фотографии што се направени од таму, така да едноставно нема причина да заради тоа што не ги сакаме американците и да кажеме дека не го направиле тоа е веќе избор на самиот човек. И прашање кој не ги сака, кој ги сака. Да. Не, добро, уште ова само да кажам во тоа што го спомна Мартин, во Соединетите американски држави некаде тој процент кои што веруваат дека стигнале американците на месечината е нешто повише од 60%. Она што е тука изненадувачки е тоа да во бившиот Советски сојуз тој процент беше некаде околу 90%. А она најголемиот денешен непријател на Америка. Значи тоа е односно на проектот Апол. Да, ама мислам денеска најголем политички непријател на Америка и Иран. Ке речеме поприма друга конотација. Не, да, добро, во правоста мислам политички Иран. Во времето кога американците се качува, нели на власт, тогаш беше Реза Пахлави, тогаш тој политичар поддржал на американците, таму процентот беше близу 98% дека американците се имаат качено на месечината. Значи, тоа што го кажам Мартин во право, најголем број на непријатели всушност се од самата Америка. Така. 551173 отворен телефон за евентуално ваши докази, ваши размислувања, ваши кажувања или пак прашања.
Низ овие неколку номери што сега ги слушате, верувам дека ве вративме во ритм, за да стасаме заедно со стрелките на часовникот на полноќ. Да подсетам уште еднаш за оние фенерджи, јас понекогаш ги нарекувам, кои што ова време се прибираат од дома. Има улици, па сега и рестрикции се погодија, има и патеки кои што сакаат да се движат по нив неосветлени, па со фенерчиња, нели онака романтичарски малце си гледаат. Да подсетиме, велам дека вечера зборуваме во рамките на рубриката Вселена, зборуваме за аргументите за и аргументите против најголемата најголемиот вселенски зафат, летот на Аполо и слетувањето него на тлото на месечината. Гости во студиото Стојановски и Милчевски. Сега, рековме нешто за фотоматеријалите, рековме за фотографиите, говоревме за Ван Аленовите појаси, говоревме за знамето дали се вее или не се вее. Опонентите бараат рачка, оно што вели нашиот народ, нели? Во повторно станува збор за фотографиите и телевизиските оние снимки. Постојат или не постојат траги од стопала на месечината, онаму каде што се движеле космонаутите. Едни велат, па еве ги луѓе, ова се тие стапалки, други велат, не се таа стапалки, таа се длабнатинки. Значи, што се однесува до таа теорија? Тие стапала, односно отпечатоци од стапалата се толку јасни и добро се добиени што се вели дека не може, поради тоа што нема влажност во воздухот, мислам, таму нема атмосфера, месечината нема ни влага и не може да се добие толку фин отпечаток во таа месечева прашина. Но сепак тоа се едноставно се однесува на хемискиот состав на... Зошто впечатокот не би бил толку оригинален и фин, како што велиш ти, кога тама нема ветрови, нема што да го урне практично отисок. Ама нема ни влага. Нема што да го растури. Нема ни влага, но самиот... Да, нема што да го растури, токму така, но и самиот материјал од кој што е составена месечината, сега хемиски не знам точно како е, придонесува за стапалките да имаат точен и јасен, пошто знаеме дека многу месечината е исполнета со кратери од најразновидни метеори што низ историјата ја удирале, тоа се случува секако и на земјата. И на тие кратери се познава толку јасни рабови, значи истото се случувало и таму. Од самиот удар на некое тело настанува длабнатина и останува кратерот таков, се познаваат тие јасни и фини рабови кои што ги има. Зошто да не би било случајот тоа и со стапалото, односно зошто да би да се сруши таа прашина од кога ќе тргне ногата астронавт. Во една следна мисија, ако носат космонаутка, нека понесе штикли. Па ќе видите што појасни тие отпечатоци. Добро, она што сакав да го кажам, видите вака, стопалата што се дадени на сликите се многу јасни, значи со многу оштри ивици имаат самите се вака, еден оделото на рековме преска тежи 120 него точно 120 килограми, еден космонаут отприлика тежи значи 80 килограми, значи одека на земјата не би тежеле 200 килограми отприлика, нели? Сега таму на месечината со односот 1:6, значи отприлика 30 и нешто килограми. Сега плюс нивните стапалки одговараат овдека на чевли со број помеѓу 54 и 56. Значи за нормален човек едно десетина броеви поголеми. Сега зашто што е тука спорно? Спорно е што тука има многу оштри ивици на самата стапалка. Еве јас мислам ќе се одвоиме малце, ќе кажам еден пример лично кој што мене ми западна за очи. Кога се оди према кај Макчалан,
према планината кај Макчулан, има еден предел од едно 5-6 километри кај што буквално целиот пат е песок. Значи нешто, самиот предел наликува како на месечината. Има една толку фин песок, да буквално мислам многу наликува на месечината, пошто и таму на месечината се силикати и овдека се тој песок е силикатен. Сега ја знам, пошто натака идеме со крос мотори обично, и сега самите крос мотори имаат доста големи крампони од прилика некаде 2 до 3 сантима. Сега кога одиме на влажен период, значи ако да речеме врнело пред 2-3 дена или пред 4-5 дена, обично на самите тркала, значи оставаат оние многу јасна видлива трага. Сега кога одиме во август месец или кога е времето многу топло, значи кога не врнало да речеме 2-3 недели или месец дена, на истиот тој дел таму, значи на истиот тој пат кој што има песок некаде околу 10 сантими, не останува никаков трак. Значи останува една длабнатина која што се гледа дека не е тркало од автомобил, дека не е тркало од велосипед, дека е тркало од мотоцикл. Меѓутоа, не можете да одредите трагата на точно да дефинирате од кои мотоцикли се, да речеме ако поминат 4 или 5. А кога е влажно времето, да речеме кога врнало неколку дена пред тоа, многу јасна трага се очитува. Истото се случува и ако сте приметиле кога се вози јануар месец се вози трката Париз-Дакар. Тогаш на оние тркала, мислам дали било од камионите, дали било од мотоциклите или од велосипедите, таму воопшто не остава никаква трага. Мислам, останува едно длабнатинка, меѓутоа без да има некоја јасна читлива трага. Тоа е она што мислам сакав да го објаснам да. Така. Ги споменувате неколку пати вселенските одела, кои што се направени од специјални материјали во повеќе слоеви, од кои во главном се изолатори. Без огледа дали се работи за радиација, дали се работи за температура, висока или ниска. Меѓутоа, дали тие одела можат да заштитат и од физички повреди? Се прашувам самиот, бидејќи опонентите често умеат да речат дека некои микрометеори, помали или поголеми, сега и најмалите нека бидат, сепак би можеле да ги оштетат оделата и да бидат погубни за космонаутите. Што не е случај со екипажот на Аполо. Значи да, метеори, особено и мали, во Вселената има многу. Значи тие микрометеорити се, да речеме, со големина од неколку милиметри, дури и помали, и многу често се разбира дури овде на земјата за време и на метеорски роеви или било што навечер кој ќе погледнете ќе видите како некој метеор паѓа. Да, нивната бројност е огромна, но сепак Вселената е голема и кога ќе ги распоредите во толку голем простор, ќе изгледа дека има може еден метеор на 100 километри квадратни, да речеме. Сега не ја знам цифрата, ова само онака го кажувам како бројка, што е стварно релативно малку. Сега, до сега во историјата на земјата не се слушнало случај да некој метеор, односно човек, биде погоден од метеор. Замислете, на земјата има преку 6 милиарди луѓе, а тие метеорите континуирано паѓаат, иако најголем дел од нив се огоруваат во атмосферата и ретко се случува да падне некое парче доле на земјата, но до сега во историјата никогаш не се случнало на толку голем број луѓе да некој човек да биде погоден од метеор. А на месечината, кој исто така е големо тело, биле двајца астронаути и да бидете погодени од некое такво мало меторче кој што се разбира со големата брзина, доколку ги погоди, да, ќе го пробие скафандерот, ќе се загуби тој притисок што го има внатре и многу лоши ситуации би се случиле, но веројатноста за да бидете погодени од такво некое тело е толку минимална што лесно е, односно дозволено е да се помисли дека нема да го погоди. Да. Така. Добро.
Зошто е толку значајно значајно прашањето врзано со тоа кој го снимил полетувањето кон месечината и од месечината? Од месечината према... Па да, добро... мислам дека името му беше Едвард Двајт. Мислам, тој човекот кој што раководел со на далинска апаратура со кој што се е снимено. Мислам дека ова прашање воопшто не е спорно од причина што камерите беа поставени на вселенските возила и оттаму беа снимките. Така да околу ова мислам дека не е ништо спорно. Исто така што се однесува до вселенските возила се наметнуваше и едно прашање кој што исто така мислам дека погрешно се поставуваше тоа како беа однесени тие возила. Тие возила отприлика имаат димензија 3 метра, должина на 2 метра и нормално тие беа однесени таму, беа расклапани, па на месечината тие возила беа склапани. Така да ова што се однесува до оваа точка мислам дека не држи воопшто никаква основа за тоа. Предпоследна станица на Радио 2. Секој ден од 21 до полночи. Предпоследна станица на Радио 2. Од 21 до полночи. Предпоследна станица на Радио 2. Прашања, размислувања, загадки, мистики поврзани за прашањето дали навистина слета Аполо на месечевата површина или пак не има многу. Но, ајде ни за уште овие 2-3 па да привршуваме. Зошто нема звезди на сликите од месечината? Секој што добро е насочен во фотографирање, одма не треба ни да му го поставите ова прашање, веднаш ќе ви каже без разлика дали видел некоја фотографија од месечината или не видел. За да фотографирате звезди или воопшто нешто што е темно, немате, значи не ви е осветлено од некој светлосен извор, ви треба тоа што се нарекува полога експозиција, односно повеќе време да го експонирате објектот што се фотографира. При денска фотографија знаеме дека тие експозиции се многу кратки. Сега, сликите што се правени на месечината се правени во услови на ден, кога сонцето ги осветлува и површината на месечината, како и астронавтите кои што се наоѓаат таму, а позадината, односно, не е темна. Сега, зошто е така? Овде ние на Земјата имаме атмосфера, па ако ја гледате позадината, преку ден ќе ви биде сино небо или било какво, ако има облаци некоја потемна сивкаста боја, но на месечината нема атмосфера и позадината ни е црна. Сега, за да фатиме звезда на една фотографија, и астронавтите би требало да сликаат со експозиции кои биле многу поголеми од тие експозиции што се правени таму за денска фотографија. Значи, теоретски е возможно да се видат звездите, но секако тоа се заради тоа на кој начин се правени фотографиите, односно биле приспособени за да се слика ден, а не да се фаќат звезди. За секој зашто има свое за тоа, така изгледа. Не, добро, што кажува Мартин држи, затоа што навистина не може да се видат звезди. Пример, само ова сакав да го додам, кога би биле овдека на месечината, мислам кога би биле ние на месечината, дење би ги гледале звездите. Значи овдека ние не можеме, освен на затемнување, нели? Или еве, кога, речеме, пример, кога би трнале со некој вселенско летало према месечината, значи чим поминеме едно отплека неколку минути, веќе ние од овдека од Земјата би можеле да ги видиме звездите. Или ако се качиме, да речеме, на 8000 метри од тука, небото е сосем поплаво, како што идеме према се погоре, небото е по-темно и потемно. Иначе на месечината со тие не може да се видат звезди. Тука нема. А кога пред малку, можеби во тој контекст требаше го поставаме прашање кога зборувавме за
од печатоците, од стапалките. Подеднакво се поставува прашање зашто нема кратери на месечината од самиот месечев модул. Па, сите овие точки до сега што ги набројувавме држат. Мислам, има основа да се биде и така и вака. Меѓутоа, околу ова не би можел да... Нешто највише што ми упатува на тоа дека се работи за некоја превара, така да кажеме, е токму тој кратер што се наоѓа на месечината. Видете, да објасниме како се спушта, мислам, тој месечевиот модул. Значи, месечевиот модул се откачува од сервисниот модул. Во сервисниот модул останува еден космонаут, кој што се врти, да речеме, на првото качување, значи, Майкл Колинс е оној кој што орбитира околу месечината, а додека Олдрин и Армстронг се спуштаат на месечината. Сега како се спуштаат на месечината со месечевиот модул? Значи, самиот месечев модул е составен од еден централен мотор, кој што има потисок некаде од околу 40 килонјутни, потисок има, и други мали 6 или 6 до 8 мотора, зависи од кое летало, мислам, зависи со кој месечев модул е спуштено, кои што служат за корекција на патеката. Сега како се спушта? Да речеме да е на Марс, кај што има атмосфера, они би можеле да се спуштат со неколку падобрана. Но на месечината нема атмосфера и он има и се спуштаат на тој начин што го уклучуваат оној мотор што се наоѓа испод самиот месечев модул. Значи, тој мотор има, реков, снага од 40 килонјутни потисок и само да направам споредба, пример, со кого, пример да го земеме најснажниот авион на светот, Ан, 225 милија, он има сите негови 6 мотори имаат потисок од 260 килонјутни. Значи, отприлика, колку би дошло, као отприлика еден мотор на Анот што го има. Сега, значи, на самиот тој месечев модул делуваат две сили. Една сила е на силата на месечевата гравитација, кој што настојува, нели, да го распадне тој месечев, да го раскрши тој месечев модул со удар на месечината, и другата сила е онаа сила која што настојува да го врати месечевиот модул. Значи, тука се прави баланс помеѓу овие две сили, и што подобар баланс се направи помеѓу овие две сили, со тоа е и по-меко спуштањето на месечината. Иначе да кажем, во зависност од вештината со кој што се спуштаат космонаутите, самото спуштање не е воопшто пријатно. Значи, тоа е као да се удри со брзина на ауто некаде од 30 па до 60 км на час, значи, кој би се возил. Сега, тој мотор работи на тоа што го троши горевото и при тоа од него се испуштаат млазеви на врел воздух од самото летало. Сега нормално, на месечината нема атмосфера, значи нема оние честички што да ги пренесе. Не би било исто као на земјата овдека. Пример, која би бил овдека на земјата, тој мотор ние која би бил изнад над нашите глави, да речеме на 50 метра, он нас едноставно би не спржил, пошто тој испушта на месечината, тоа растојание би било многу помало. Меѓутоа сепак он испушта гасови, значи ние кои што се. И класичен пример е тоа со Аполо 14. Значи они диалог што се води со НАСА и со Ален Шепард, кога го прашале Ален Шепард зашто не е снимање и зашто не е снимено ниедно спуштање, ниеден додир на месечевиот модул со месечината. И баш Ален Шепард вели дека затоа што кај Аполо 14 тоа било најтипично, но и на другите мисии космонаутите не се во можност да го снимат тоа, затоа што има преголема прашина при самото спуштање. Значи, самото спуштање, самиот тој дава ги крева тие частички од тие силикати, крева прашина во висина некаде од 2-3 висини на месечевиот модул. Сега, нормално тој врел газ што е, нормално мора тука да направи кратер. Ако не кратер, затоа што видите на месечината некаде 10 до 15 сантима е постојан ситен фин песок, а останатото е камена подлога. Значи кратер не би можел да направи, меѓутоа би морал подлогата буквално да ја исчисти до една перфекција. Мислам од самото тоа дување, од самото носење
на тој воздух. Меѓутоа, ако ги погледнете сликите, е баш штета што немаме, мислам овдека слики за да ги видиме, ќе видиме дека воопшто нема поместување на тоа тлото што е испод самиот месечев модул, а и воопшто нема прашина на месечевиот модул. Мислам, баш имам фотографија. Што докажува тоа? Тоа докажува дека некој дошол и со кран го спуштил. Така испаѓа по приказката. Меѓутоа, добро, знам малце ми е чудно. Но ако Ален Шепард велеше дека поготово во нивната мисија имало многу прашина, се каде е таа прашина? Таа прашина не може, мора да падне на месечината. Мислам, малци испаѓа многу чудно, е баш сега на предавањето што да. Баш Мартин за тоа збори, мислам, ќе му ги покажам тие фотографии што се од ова. Воопшто никаде не се гледа прашина. Воопшто никаде не се гледа кратер. Мислам, не знам, малце ми е мене чудно. Он може да има некој друго објаснување за тоа. И сигурно има, пошто он... Да, ете, па објаснувањето за ова сега... Да, малку е чудно, ете, со правта, но сепак има фотографии каде што, да, таа прав се забележува, иако не е во толку голем број за да може, ете, ако викаат астронауците дека се дига прашина, не е во толку голем број што би се претпоставиле дека ако кога ќе е расфрлена дека толку многу и ќе падне. Но сепак, прво ќе кажам за моторите. Иако е јак тој мотор, ете, Зоки убаво кажа дека на месечината нема атмосфера и тоа влијание на моторот е на многу помало растојание отколку што би било тука на земјата, а сепак и самата сила на тој мотор е така диспрезирана да не мава точно, значи толку во една точка, поради тоа што нема атмосфера, не може точно да се насочи самиот мотор да делува на многу мало подрече. Веднаш кој ќе искочи се дисперсира. Да, веднаш кој ќе искочи се шири на многу поголема површина самиот тој издувен воздух. И најверојатно поради тоа. А и на фотографиите да не се гледа, но сега има прашина, нема прашина, но се забележува дека има карпа, значи најверојатно е тргната таа прашина, а не може да се види премногу убаво дека ете дали е песок, дали е карпа, дали е не знам што е. Барем ја немам убаво заприметено. Сега дали е растргнат тој воздух, не е и... Не, добро, има неколку фотографии. Мислам, еве конкретно ви вас повикуваме да дојдете да ги погледнете. Мислам на предавањето дека ќе бидат тие фотографии. Таму многу јасно се гледа дека не постои никакво поместување на тој песок околу месечевиот модул. Значи, тука би требало испод самиот месечев модул и барем на едно растојание, можда на неколку квадрата, да постои некакво придвижување на ова. Да речеме, дури и самите ногари, пошто видите, тој месечевиот модул пред да допрат ногарите, значи месечевиот модул е во форма на пајак, пред да допрат ногарите, постои една шипка која што нарочито е поставена таму да се скрши, не да се скрши, него да го смени, мислам, она прва да допре и со тоа неизино допирање се исклучуваат моторите. И таа е шипка отприлика 1 метар, така да месечевиот модул метар, тој последниот метар го паѓа без да му бидат моторите уклучени, затоа што нели космонаутите не гледаат. Тоа е уште еден доказ. Сега, кај што лежат ногарите, самите фотографии на самите ногари би требале да бидат покриени барем со 1 сантим на ова, на песок. Меѓутоа, еве на неколку фотографии, мислам, баш тие што ги имamo посебно трнати фотографии, таму нема никакво прекривање. Едноставно, стварно многу чудно изгледа, као некој да го донел со кран. И полно луѓе ме прашуваат, па добро, они сигурно биле свесни за таа, сигурно таму имало астрономи кои што знаеле и филмски режисери и слично. Меѓутоа, мислам дека ако веќе тоа е правено некоја подвала тука, дека сосем мал број на луѓе би биле мешани во тоа. Значи, едноставно, колку поише луѓе биле замешани кои што ја знаат таа работа, таа проблематика, сигурно толку може и работа да се разводени и после тоа да некој да каже или нешто слично. Иако, во една прилика кога го прашале
на Нил Армстронг, дали навистина се качил на месечината или не снимиле филм, но знам дека со пепеляра го гаѓал новинарот, затоа што му поставил една таква прашање. А добро, зашто е толку многу значајна областа 51? Областа во Невада, она забранета област за... Да, областа МПС-1 и ден денеска е област која што е забранета во Америка. Таа се наоѓа во државата Невада. Отприлика некаде околу 400-500 километри северно од овој коцкарскиот град Лас Вегас, или некаде околу 150 до 200 километри источно од главниот град на Невада, Карсон Сити. Таа отприлика област е колку третина од Македонија. И таму се знае дека првата атомска бомба што е извршена пред да првата атомска проба е извршена токму во тој дел на Невада. И во овој дел за овој дел се знаеше дека долго време американците, некаде до 20 години, значи едно 10 години после 72 година, значи се до 80-те години, беше и како строго држано. 70-те години таму кога проаѓале птици, по птиците било пукано. Зашто се мислеле дека ете можеле птици за себе да носат нешто со кое што би можеле да го снима тој регион. Воопшто беше забрането за луѓе секако движење таму. И денеска кога пример можете тој предел да го видите на Google Earth, мислам така, и кога некои фотографии излегува таму, се видат дека пределот на многу нешто наликува на месечината. Значи многу нема растителен свет, нема животински свет. Буквално карпа една која што буквално како месечината. Сега од таму се додуше и снимките ние на таму се наоѓа уствари на лабораторија со која што не знам како се нарекуваше, кај што се испитуваше луѓето од Селена дојдени. Да. И за не ми текнува како се нарекуваше целиот тој. Меѓутоа Розов. Не ми текнува како се нарекуваше. Таму се наоѓа таа лабораторијата. Сега се смета дека американците на тој дел, мислам тие кои што сметаат дека ете снимиле филм, дека всушност го снимиле таму. Дали е тоа вистина? Добро, Мартине, кога ќе се одржува предавање на оваа тема? Значи, предавањето ќе биде овој четврток на 17 декември во понеделник, а? Да. На 17 декември и значи ќе се трудам да ги објаснам сите овие. Се поставува оваа тема? За прв пат не, значи лани минатата година, да, ја имавме како... Што беа насочени слушателите кога ги слушаа вашите излагања? Имаше ли екстремно интересни прашања? Па имаше доста прашања, затоа што многу од луѓето се уверени дека не стапнале американците на месечината ради една или друга причина. И малку е интересно тоа што колку и да објаснувате и да пренесете и научни факти и некои интересни работи, многу мал дел од луѓето можете да ги предомислите. Значи, ако некој човек си има практично доаѓа со свое предубедување. Да, предубедување, ќе ги слушнат фактите. Независно од која страна е, дали е за, дали е против, тешко е да смени. Да, ќе ги слушнат фактите и малку тешко го менуваат мислењето, иако сега. Но се разбира, секој може човек и си има право на свое мислење и да си верува во нешто. Сега, јас колку што можам ќе ги објаснам и овие работи што вечерва ги спомнавме, а сигурно и многу други. Вашата цел не е да убедите некого во нешто, туку само една научна, да речем, експертиза или анализа на станите, на прашањата кои што се повторуваат почесто и се заслужуваат некако поголемо внимание да им се обрне. Да, така е, зашто овие колку спомнавме ние десетина теории, верувајте има едно, да не претарам, не се 1000, али сигурно 500 најразновидни теории кои го основаат дека луѓето не стапнале на месечината, што се поврзани со мисиите Аполо. Доколку на интернет седнете и пробарате, ќе најдете илјадници луѓе кои што од најразновидни извори тврдат дека нешто такво не се случило. Јас веднаш да кажам дека гласам за, дека е тоа сето вистина, бидејќи сметам дека спуштањето на месечината е успех на човештвото. Значи тука ја елиминираме можноста за било каков ривалитет
нели во сферите на технологијата или било која друга сфера. Благодарам многу за Зоран Милчевски и за Мартина Стојановски што вечерва беа заедно со нас. Ќе се видиме следната недела. Благодарам што не поканите.